Оризот е култура која со векови постои на нашево подрачје. Ретки се градовите како Кочани кои имаат можност да имаат таков белег, таков символ, таков бренд како што е Оризот. Оризот не одржувал со векови и стана заштитен дел од нашето битисување. Оризот е нашето минато, наша сегашност и иднина. Затоа пред нас е уште едно празнување во чест на Оризот, но и изборот на најубавата девојка која оваа година со срп на традиционален начин ќе започне жетвата на белото злато. Организатор, како и секоја година на оваа манифестација, е Општината Кочани и под покровителство на градоначалникот на Општина Кочани, господинот Радко Димитровски. Посебно ми е драго да ги представам моите колеги кои навистина во вакви ситуации, вакви прилики секој пат се заедно со мене, моја десна рака. Овде ми од младата генерација, наистина страшни таленти, морам да ги пофалам. Дени, Дусан Стојанов, близнаци, одлични уметници. Мојот драг колега, кој навистина е исто така моја десна рака, ни дојде од Кавадарци, Аце Ангелов, кларинет, меѓу најдобрите еден, да не кажам најдобар, тоа е нели малку претерано. До мене, од мојата најблиска десна страна, Ацо Америката. Значи, морам да ги пофалам сите кои се секој пат со мене. Nasıl
благодариме на Сашко и на неговите пријатели. Тие ќе бидат дел и во понатамошниот дел од изборот на Жетварска убавица. Само да ве запознам со некои технички детали. Значи, девојките кои што чекаат веќе да излезат пред вас, да ви се представат, се 15 на број, а нивниот изглед во секојдневна гардероба, во вечерна гардероба и во народна носија ќе го оценува 5-члено жири, во чиј состав влегуваат Благица Крстева, професор по ликовна култура во Основното училиште Крсте Мисирков од Оризари. Да ја поздравиме. Благој Клинчарски, фотограф во фотостудиото Луна во Кочани. Катерина Николовска, таа е модел. Ненад Василев, моден дизајнер, и Љупка Гицова, представник на организаторот на манифестацијата Општина Кочани. Да ги поздравим. Пред да излезат девојките, само да истакнам дека поддржувачи на манифестацијата се бутиците Ариана, Сфера Ин, НМ Ексклузив, Баркод, чии модели носат учесничките на изборот за Жетварска убавица. Тот го крши Ана Стаменкова. Ана Стаменкова, член на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Таа е ученичка во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во насоката електроничар за електроника и телекомуникации. Аплауз ве молам за Ана. На сцената е Верица Петрова од Грдовци ни доаѓа. Само да спомнам дека Грдовци е местото Оризови површини каде годинава на деновите на Оризот ќе следи обичајот за жнејување. Верица Петрова има 16 години и таа учи во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани. Од 15 девојки кои вечерва ќе продефилираат пред вас, сите имаат по некоја желба, но Верица има желба да биде манекенка. Една девојка ни доаѓа од Грдовци. Тоа е Тања Данева, реден број 3. Тања Данева има 15 години и таа исто така учи во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Нејзин омилен предмет е англиски јазик и во иднина себе се гледа како професор по англиски јазик. Реден број 3, Тања Данева. Аплауз. Реден број 4. Пред вас е Моника Венкова. Инаку само да ви споменам дека од девојките што ќе продефилираат пред вас, голем дел се со ова име. Ова е вечер на Моники. Моника Венкова е една од нив, таа е осмоделенка во Основното училиште Крсте Мисирков од Оризари и член на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Така од Оризари, член на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Инаку, осмоделенка во Основното училиште Никола Карев во Кочани. Моника Соколова, реден број 5. They say she low down. It's just a room and I don't believe it. Реден број 6, Александра. Александра Сребренова има 17 години и учи во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. 9 години членува во културно-уметничкото друштво Руен во Кочани, но исто така членува и во општинската организација на Црвениот крст во Кочани. Александра Сребренова, реден број 6. Виолета Миткова, реден број 7.
Виолета Миткова има 17 години, ученичка е во 3-та година во средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. За оние што ја следат ова манифестација, знаат дека во 2008 година Миткова веќе еднаш беше жетварска убавица. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. Реден број 8. Feel the same and I wanna meet her. Реден број 8 за Моника Илиева. Моника Илиева има 20 години и таа е студентка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, 2 година на стоматолошкиот факултет. 12 години членува во културно-уметничкото друштво Руен во Кочани. Ова е Моника Илиева, реден број 8. Со реден број 9 на изборот на жетварска убавица 2009 Драгана Андова. Драгана има 15 години и е економски техничар во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Драгана Андова е член на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Реден број 9 Драгана Андова. Реден број 10 Симона Наунова. Симона Наунова е осмоделенка во основното училиште Крсте Мисирков во Оризаре. Членка е на фолклорниот ансамбл од Оризари Љупчо Сантов. Инаку таа вели дека нејзино хоби е возење ролери и тротинет. Ова е Симона Наунова со реден број 10. Реден број 11. Ирина Апостолова. Ирина Апостолова има 17 години и учи во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Член е на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани веќе подолго време и колку што јас знам, ова не е прво учество на изборот на жетварска убавица. Ирина Апостолова, реден број 11. Реден број 12. Наталија Крстова. Наталија Крстова е матурантка оваа година во средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. За себе вели дека нејзин омилен предмет е англискиот јазик, меѓутоа со модата ја поврзуваат модните креации и таа сака да црта модни креации и во иднина себе си се гледа како моден креатор. Ова е Наталија Крстова од Кочани, реден број 12. Ангела Левкова, реден број 13. Ангела Левкова има 17 години и учи 3-та година во средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. Сака да патува низ светот и да научи многу странски јазици. 7 години членува во фолклорниот ансамбл Кочани и од Кочани. И минатата година на истата оваа сцена таа беше учесник на манифестацијата Избор на жетварска убавица. Елена Андова, реден број 14. Елена Андова е уште една студентка во надпребарувачките за титулата Избор на жетварска убавица. Таа е студент на правниот факултет во Кочани, одсек правосудство. Вели дека посебна љубов и внимание им посветува на криминологијата и казненото право, а нејзина последна прочитана книга е Законот за малолетничка правда. 10
години е членка на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Елена Андова, реден број 14. Девојката со реден број 15, Боријанка Пешевска. Боријанка Пешевска, уште една студентка, 21 година, студентка на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. 12 години, член на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Во слободното време сака да чита книги, има и омилени автори, и ги соопштиме малку подоцна во вториот круг. Ова се сите девојки пред вас во првиот круг во секојдневна гардероба во casual. Да ги поздравиме уште еднаш. Ова беше првиот круг, а сега ве препуштам на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Ана Стаменкова. Веќе рековме, таа е членка на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани, ученичка во Гошо Викентиев. За себе вели дека во слободното време сака да се дружи со пријателите и да чита. Незини омилени актери се Бред Пит и Анджелина Джоли, а омилена пејачка Елена Ристеска. Број 1 Ана Стаменкова од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани, ученичка во Гошо Викентиев. Реден број 2 Верица Петрова. 16 годишната Верица Петрова, ученичка во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, чие хоби е слушање музика. Облечена е во модел од бутикот NM Exclusive. Ова е Верица Петрова, инаку доаѓа од Грдовци. Реден број 3 Тања Данева. 15 годишната Тања Данева ја гледате облечена во модел од бутикот Аријана. Таа во иднина себе си се гледа како професор по англиски јазик, а нејзини омилени пејачи се Врчак и Елвир. Слободното време го поминува покрај компјутер. Реден број 3 Тања Данева. Реден број 4 Моника Венкова, осмоделенката од основното училиште Крсте Мисирков во изборот на Жетварска убавица 2010. Моника има омилен предмет, тој е македонскиот јазик. Нејзин омилен пејач е Ламбела Баковски, а таа е облечена во модел од бутикот Сфера Ин од Кочани.
Моника Венкова е ученичка во основното училиште Крсте Мисирков од Оризари, а нејзино хоби е возење велосипед. Реден број 5. Моника Соколова со реден број 5. Моника Соколова е од Оризари, осмоделенка во основното училиште Никола Карев. Таа обожува да вози ролери. Вечерва ја гледате облечена во модел од бутикот Баркод. Инаку, омилени актери на Моника Соколова се Бред Пит и Анджелина Чоли. Вели, јас сум постојано отворена за комуникација и живеам со девизата секогаш сум тука за совети. Реден број 6. Александра Сребренова ни доаѓа со реден број 6. Вечерва ја гледаме облечена во модел од бутикот Аријана. Таа е ученичка во средното општинско училиште Љупчо Сантов и 9 години член во културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Слободното време вели дека го минува со Facebook, допишувајќи се со своите пријатели. Ова е Александра Сребренова со реден број 6. Реден број 7, Виолета Миткова. 17 годишната Виолета Миткова, член на фолклорниот ансамбл Кочани, чија омилена пејачка е Бјонсе, а омилени пејачи Тоше Проески и Енрике Иглезиас. Вели дека нејзин омилен филм е Есента во Њујорк, а омилена книга Писи да сакам од Сесилија Ахера. Во слободно време сака да чита и да се забавува со другарките. Ја видовме облечена во модел од бутикот Аријана. Реден број 8, Моника Илиева. Моника Илиева, студентка на стоматолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Таа слободното време го минува со луѓето што ги сака, а во иднина себе си се гледа како успешен стоматолог. Има едно убаво мото, вели, невозможно е само она од кое сме се откажале. Облечена е во модел од бутикот Аријана. Ова е Моника Илиева со реден број 8. Реден број 9. Драгана Андова од Оризари. Драгана има 15 години, ученичка е во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Нејзино хоби е тенисот, а во слободно време се дружи со нејзините пријатели. Омилен пејач или омилена музика и е музиката на Врчак. Облечена е во бутикот Сфера Ин од Кочани. Ова е Драгана Андова со реден број 9. Реден број 10, Симона Наунова од Оризари. Симона е исто така смоделенка во основното училиште Крсте Мисирков. Вечерва е облечена во гардероба од бутикот Баркод. Сака да вози ролери и тротинет, а нејзини омилени предмети во училиштето и се ликовно, но и физика. Слободното време го посветува на цртање, а нејзина омилена актерка е Селена Гомес. Симона Наунова со реден број 10. Пред вас е реден број 11, Ирина Постолова. Ирина Постолова од Кочани, средношколка во гимназијата Љупчо Сантов, член на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Ја гледате облечена во гардероба од бутикот Аријана. Инаку за Ирина
Музиката секаков жанр музика ја издвојува Еми Уайнхаус како различна од другите со свој посебен стил. Во иднина сака да биде архитектка. Наталија Крстова со реден број 12. Еве е Наталија облечена во модел од бутикот NM Exclusive. 7 години членка на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани и оние што го знаат репертоарот на овој ансамбл и што редовно ги следат настапите, знаат дека Наталија Крстова ја игра соло партијата во Орото од Цвеќе Берачка. Наталија Крстова со реден број 12. Реден број 13 во вечерна гардероба, елегантна во црно-бела комбинација, облечена е во модел од бутикот NM Exclusive. Ангела е во 3-та година во гимназијата Љупчо Сантов, 7 години членува во фолклорниот ансамбл Кочани, но во иднина се гледа како успешен политичар и сака да биде градоначалничка на Кочани. Левкова, реден број 13, број 14, Елена Андова. Елена Андова, студентка на правниот факултет во Кочани, на одсекот правосудство. Облечена е во модел од бутикот NM Exclusive. Елена, да ве подсетам, веќе реков, има посебна љубов кон правото, но сака да патува, да запознава различни култури и да врши истражувања од областа на кривичното право. Членка е на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани, а во иднина се гледа како судијка за малолетничка деликвенција. Ова е Елена Андова со реден број 14. И реден број 15. Со многу фанови, Борјанка Пешевска, 21-годишната студентка на медицинскиот факултет и 12 години членка на фолклорниот ансамбл од Кочани. Борјанка Пешевска има омилена книга Порака во шише. Нејзин омилен пејач е Владо Јаневски, а омилена песна е Што и да е ќе помине. Борјанка Пешевска со реден број 15. Ова се нашите кандидатки за титулата Жетварска убавица 2010 година. Повелете уште еден круг пред нашата драга публика. Едно музичко име кое допрва ќе биде звезда на нашата сцена, а е многу тесно врзано со името на Сашко Велков. Давид Велков, неговиот син од школата на собствениот родител. Здраво, Давид. Добро вечер. Добро вечер. Сашко, го придружуваш твојот син, но јас имам малку муабет со него. Сега е сам. За Давид имам да ви кажам дека на 8 октомври, сега за неколку денови, ќе настапува на надпреварот, на Балканскиот надпревар по хармоника, што се одржува во Аранџеловац. И Давид овие денови интензивно работи и вежба.
народна носија со тепсија во рака, членката на фолклорното друштво, односно на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Ана Стаменкова, ве молам за аплауз, да ја охрабриме, да ја поддржиме. Верица Петрова од Грдовци во народна носија. Таа исто така е членка на фолклорниот ансамбл Кочани, но нејзиното пријавување беше само иницијативно. Моника Венкова од Оризари, во изборна народна носија. Оризарскиот крај е познат по традицијата и зачувувањето на народната носија, народните инструменти, но и фолклорот собран како песни и ора. Моника Венкова, реден број 4. Реден број 5, уште една Моника, Моника Соколова од Оризари. Членка на фолклорниот ансамбл Јупчо Сантов од Оризари. Жирито, кое што вечерва ќе одлучи која ќе биде девојката која што ќе биде избрана за жетварска убавица. Настапот во народна носија и не е така занемарлив. Реден број 6. Александра Сребренова. 17 годишната Александра Сребренова, членка на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Реден број 6. Александра Сребренова. Реден број 7. Виолета Миткова.
Мишкова. членка на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Ова поста жетва. Виолета Миткова, реден број 8, Моника Илиева. Ава стоја. Три спаје. Реден број 8, Моника Илиева, студентка на стоматолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Ниско тажнеје. Тоа беше реден број 8, Моника Илиева, сега реден број 9, Драгана Андова од Оризари. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Драгана Андова со реден број 9, а сега следува реден број 10. Уште една девојка од Оризари, Симона Наунова. Симона Наунова од фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари со реден број 10, а со реден број 11 Ирина Постолова. Ирина Постолова од фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Наталија Крстова, реден број 12. Да го преповија. Наталија Крстова, членка на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Затвора својата прошетка во народна носија, пред нас е Ангела Левкова, 17 годишната Ангела, членка на фолклорниот ансамбл Кочани. Реден број 13. Елена Андова, студентка на правниот факултет во Кочани. 10 години членка на фолклорниот ансамбл Руен. Што се бели море горе, шарпа
Стадоше море јелаје, стадо бело. Елена Андова, реден број 14 и реден број 15, Борјанка Пешевска. Студентката на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Во народна носија, Борјанка Пешевска, реден број 15. Расто бело, кај е стадо море безе, расто. Ова се нашите кандидатки за титулата Убавица, жетварска убавица 2010 година. Тие дефилираат уште еднаш пред вас и остануваат овде на сцената затоа што сметам дека жирито има доволно време за да може да го среди својот резултат. Значи можете да направите уште еден круг и да се вратите сите заедно овде на сцената. А јас сега го поканувам градоначалникот на општина Кочани, господинот Радко Димитровски. Еден од главните делови изборот на убавата на жетварската убавица. Очекувам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму, дека Кочани ќе биде препознатливо по тоа и активностите кои што следуваат во текот на овој месец, односно во текот на наредниот месец, заклучно таму некаде до крајот на другиот месец, ќе го промовира Кочани, ќе го представи Кочани и на нашите други сограѓани, ќе го представи и на другите во Република Македонија и ќе го представи надвор од Македонија, онаму каде што заслужува. Не само Кочани, туку и она што го имаме ние како бренд, она што го имаме како наше обележје, тоа е Оризот. Очекувам дека со ова нема да се прекине оваа традиција, напротив ќе се збогати. Оваа традиција ние ќе настојуваме да ја донесеме што е можно повеќе во секој дом од општината и овака масовно да сите заедно ја славиме и сите заедно се радуваме на ваквите моменти. 12 придружничка, тоа е Борјанка Пешевска. Така? Број 5 е прва придружничка. Прва придружничка е број 5, Моника Соколова. Моника Соколова, повелете малку понапред. И жетварска убавица 2010 година е Ирина Постолова. Тоа се низините фанови, низините поддржувачи. Ова е Ирина Постолова, жетварска убавица на 2010 година. Прва придружничка Моника Илиева, а втора придружничка Борјанка Пешевска. Ова е Оризовата тројка за 2010 година. Еве ја круната од градоначалникот, Оризовата круна, а сега фотографија и за медиумите, и за фоторепортерите од Кочани, и наградите од жирито, односно од организаторот од општината Кочани. Награди доделуваат и за убавицата обезбеди награда фризура и шминка, за првата придружничка шминка, за втората фризура, а козметичкото студио Miracle за убавицата надградба на ногти, за првата придружничка третман на лице, а за втората придружничка масажа плюс солариум. А фото Луна за сите ни бесплатна фотосесија. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од оваа студена вечер.
но се радевам многу пријатна затоа што започнавме официјално да славиме манифестација која по 19 пат се одржува во Кочани, деновите на Кочанскиот Орис. Ви благодарам за вниманието и се гледаме, се разбира, на следните содржини.